Пред неколку години ова место го гледавме само од брдото со дрон. Тогаш се изгуби мали брат, реков си идеме дома, неќе више да чуам ништо за Грчка. Сега се враќаме после 2 години, ова местенце искрено е лудило. Гледате го. Ова е нешто што прв пат нарачуваме. Како се кажува? Значи ракчиња саганаки со пармезан. Нашла некое пиво, сега се радува таму што пие новото пиво. И ти бачко, и ти. Еве убави лигни како треба да изгледаат. Имаш комера за пивото. Ова беше јадење пар екселанс, најдоброто морско до сега што сум го пробал. А гледате го ова. Дали се гледаме? Дали се гледаме? Добро утро екипа, тука сме во Порос. Овој пат го спловиме со Ронскиот залив. Морам да одам. Чао. Почнуваме од Порос, движиме према Хидра. Сирус? Појма немаш, појма. Како се кажа другиот остров? Порос, Хидрас, Пецес, Навплио. Така, од Навплио сме паркирани, таму доаѓаме за 7 дена, од сабота до сабота. Овој пат имаме нов скипер, исто од Србија, како и нова екипа со нас. Ова е дечкото со кој ќе правиме дрон снимки за ова видео, името му е Коколо. Друг од тимот е Марк Тапшанов, најавантуристичкиот дух од Македонија. Колку години имаш, бачко? 5. Баз Лајтер го имаме тука, нашата нова снашка, брат на Коколо дронерот, мама и нашиот адмирал, мистер Младен. Добро помина. Стигнавме на првата локација за бањење на само половина час од Порос. Погледнете го ова место. Чиста вода, 2 јахти само, тоест катамаран и чамче. Марк, спремен си? Што чекаш, Коколо? Абе, влагај де. Што се смее, сериозно? Стокам, како каже Нино? Ајде. Грибам. Еј. Охо! Мадер убора! Ајде, малецка ти! Ти што чекаш, бе? Ред. Ај! Леле, не го фатив, бе! Дали тоа беше на глава пуштање? Украина, ти? Да. О, па најдобро рибна од сите! Браво! Ајде, сестра моја! Бомба! Да се знае дека сте од Балкан, од Македонија. Сега е главниот наред. Стигнавме на едно ново место, второ застанување на првиот ден за да се бањаме. Чекај вака. Не, вака. Да ви го покажам само местови и овие бои што ги гледаме тук. Овој регион е сосема различен од спорадите. А онде, ако може да видите, има како подводен остров некој. Фално местово е како некој базен. Стварно е преубаво. А разликата од ова и спорадите што овдека е се посуво, покафено. Но боите тука се како мојава капа. Видете која гужва е овдека. Еве и овде. И текнува во јуни на спорадите, скоро цело време бевме сами на многу места. Се разбира дека имаш и таму луѓе, но овдека сега луѓе во средина, на почеток односно на јули, веќе се осеќа онаа голема разлика кога е се полно. Затоа нормално и цените се поскапи кога да изнајмите делица во овој период, бидејќи има многу побарувачка. Сите ги зимаат одморите сега. Многу логично, не со лампаме. Джанче, се спремивме како за на Малдиви? Да. Зашто? Затоа што многу е жешко и пече сонце, баш 2 сат. Најако сега. Добро беше летањето? Одлично. А ФПВ? Ке мора да направиме некои комбинации за слетување ке ве фрка. Кај ќе слетуваме? Сам тука стајме кешки деден, од оваа страна да слетам, да ги изгасам моторите и некако ваljda нема се скине чамец. Ова е тврдо, има даски доле. Да, ама ту ще полошо. Не ме каде за дрон, дрон нема каде трпи кјутек, мене ми е за бродот, брат. Друга опција е урака. Да ги сечеме рацете. Але ќе офаќаш? Многу пари, бе. Што правиш ти таму? Остај ги. Чекам лубенец. Да? Да ви ја представам новата снајка. Настија, од каде си ти? Украина? Она сега почнува да збори македонски, се не разбира. Па, помалку. А дали го разбираш брзозвориот Никола? Не. Не.
Што пари ова брат? Право, отиваме шише ставаме доле, да ако не Боже паднам, да не потоне, да може да го спаси. Ќе го држи тоа? Барем кабел интернет ќе видим. Тоа, мајсторе, тоа! Знаеш, сонцево што ми прави сам после ночарија. Кажи ми само дали да беше добро. Можеш. Што ве кажете вие? Пиши коментар. Кога многу леташ дрон, ево оваа ќе биде твојата позиција. Ево вака. И се закачим на воно. Ме залепи. Залепи на мене. Јас пробувам да спијам, ама нема шанс. Се приближуваме на островот Хидра, популарно место за едрилици и фела дека има убав град. Кога сакаме да дојдеме тука со комбето беше оган скапо да го донесеш камперот, но еве, Господ даде друга шанса да го видиме овој остров со едрилица. You are the maestor Yes, I will do that. for the anchor. Yeah, I don't know how, but You will try something. Ова ви е такси да знаете само. Сега од тука можеш да си го запалиш своето тинги или да идеш со суп даска до главниот град, до големиот град, или да си идеш како такси кој што ви го покажав сега, за да во однесе од таму. Која е цена се уште не знаеме, ќе тоа знаеме наскоро. Цените на островот Хидра се сосема поразлични од други места. Со чворовиве, со бродовиве сум вака, значи, од која работа? Не, тоа ти видите? Нека од брод која работа? А, таму. Брат. Видете ги како се дотирани жените. Женска 1, женска 2. Што се мрштиш, те снимам. Направи сусуда така една школа стъпка. Како? Те тоа. Леле. А сега ќе ви го покажам рускиот банкар кој дојде на одмор. Понятно. Искрено, место ова е веќе друга перспектива, ова е друга Грција, не е тоа што го знаеме, тоа што сме го виделе, ова е веќе друг левел, како Италија. На секој чекор има мачки, не се замараат. Видете што е ова. Што напри денеска? Паднес. Не се повреди? Много. Те боли ногата? Да? Како макареца суток. Да направиме фризурата за ново утро. Само тешко да се направи оваа фризура. Па не е ни лош. Добро утро екипа. Го поминуваме островот Хидра каде што вчера поминавме на прекрасна вечера. Искрено ви кажам дека тоа беше едно од најдоброто морско што сум го пробал во мојот живот. Ресторанот е таму некаде. Цените се малце по различни од тоа што сме ние навигнати, но целиот остров е уствари поразличен. Нема коли, се западни туристи, но квалитетот на храната беше на друго ниво. Денеска го продолжуваме патот, натаму некаде треба да одиме и спремни сме за нови убавини. Македонско девојче, Што? македонско девојче.
Леле, колко се гневна. Што направи, господин? Изгубив торба, што направи? Се шалам, правевме видео за Филипс, за машинка и мора да се извлече, да беше видеото. Вака или со брада? Ова ни е новата локација. Еј ги жени, не им работи пентата, една весла имаат само. Леле. Без пента, ајде, први сте вие, дојдовте. Ајде бе вие. Шо бидна? Се расима моторот? Не, немаме бензин. Али имаме рација. Тото. Срамота вие бе. Што ќе кажете за место? Многу баба. Прејак. Bless you, thank you. Дебо чекајте. кабина и плачеше. Зашто плачеше Марк? Зашо плачеше? Зашто само и беше дека тата си ја избриче брадата, бау, и Виж вако избриче брадата. Која бе тато? твоето, што ти е? Па ќе порасне. Ова и ова, ќе ги изедам еден ден, што ги сакам овие двајца. Добро, сега утре. It's like universal. Остави го на видео, искрен сум, тата. Ајде. Што едеш Марк? Ајде, кајде дето, Малдиви, Куба, тоа е варијаде со сирење. Леле, катастрофа. Добро утро, бла бла бла. Сега му некомодно да ти кажеме боле нешто доле. Стигнавме на Спецес да земеме вода, да купиме нешто, да се паркираме, докираме и после одиме на 3 добри плажи да видиме. Филон дека е еден од најубавите острови тука во Саронскиот залив, да се надеваме, не сме го виделе. Што да кажеш? Како ти се свиѓа едрење? Ти свиѓа? Пак бе добро, да. Добро. И... О, нутела. Може. Джонче, што јадеш? Папа нарачав нешто, на меню беше пишано Н и такос. Ова нешто такос. Лепче има доле, крткава, а сецкан домат, фета и маслинки. Многу баво. Да? И плюс имаме малце нездраво, пржени ќофтиња од тиквичка. Вегетаријанецот наш конечно може да јаде. Има јадење за тебе? Веге бургер. Чим не го снимам јадењето, значи било многу добро. Гледајте ги мачки, веј. На сред пат. Денес имаме полна месечина ондека. Спремни се за спиење? Приемен. Измизави? Измив, да. Еве на Марк собата да ја видите само. Имаме мрежа денес, има многу комарци. Да, тоа како нема гајле. Ево Марко кој ќе се гледа после 10 години ќе види колку бил убав.
Ама да знаеш си дека сега кога се гледаш си уште поубав. И најубав си. И најпаметен и најдобар. Колку те сакам? Најмногу. Најмногу те сакам. Доја господин Младен, а со него и шефот. Како беше, Марк? Добро. Знаеш како се звал прави Тарзан? Звал се Джони Вајс Милер. Знаеш, он е бил пливач. Сега ќе пливаме? Многу добра плажа е. За плажата е онака, не е добра, ама Вода, тука водата е многу добра. Многу е топла, така? Убаво. топла е. Многу брз. Многу брз. Вие погинувам бъца в 3 секунди. Сакса. Немам къде. Моментално сме во Навпио. Ова е град на Пелопонес и како и многу другите градови во Јужна Грција, дека урбаното планирање е италијански стил. Не само тоа. Венецијанците го држале ова место 2 пати по 200 години. Двете тврдини ги имаат они изградено. Кредата што е од времето на Византија ја имаат само засилено. Градбите се како Тоскана, а кафето е како цела Италија. Yes, of course. Среќа што е зима, па не ти е ладно на главата, вака со оваа капа. Денеска женските наоѓаат кај ќе седиме, главни. Што ќе даме морско? Да, нешто риба музика. Тебе не ти е жешко? Агли? Каква реклама за плумари? Не плаќаат, ветувано. Грик салат. Друштво, се надевам ми се допадна оваа авантура, јас сум преморен, можеби затоа сум така даун, даун реков, паднат. Ви благодарам што не гледавте, ви благодарам што се преплаќате и сте дел од нашите патувања и авантури. Се гледаме во наредно видео. Пис!